Моето размислување, колега Мисовски, ќе ве замолам, значи не може на секое мое заминување од овде вие да си давате слободни и ваши коментари. Значи за тоа многу се противам и многу ви забележувам. Она што сакам да го кажам за одговорот што ми го дадовте, а прашањето беше зошто на учениците од средните училишта свесно и намерно им се скратува правото на образование. Да, беше поврзано со работните денови и вие самите знаете, заради она нејаснотија која ја има помеѓу учениците значи во основното образование и во средното образование. Сето она што се прави и што велите ќе се работи до 14 јуни, поврзано за едните, за другите каде имавме сериозни проблеми поврзани со бомбите, дојавите за бомби, значи сето тоа нетранспарентно и неправедно информираност доведува до една крајна ситуација која што е поврзана со целокупното ваше работење. Значи, пак ќе се навратам на истото. Учениците немаат учебници. Пораката од вас е дека учениците кои што не добиле учебници ќе добијат на почетокот на второто полугодие. Но вие исто така дадовте порака на почетокот на првото полугодие дека сите учебници ќе бидат доставени до 1 септември. Имаме изјави ваши со докази. Не добиваат свидетелства на крајот на учебната година. Знаете, предметот работа со компјутери се одвива без компјутери. Зборувате за дигитализација, а основната алатка за наставниците не ја обезбедувате. Основната алатка за учениците не ја обезбедувате. И на крајот на денот, повторно, ќе спомнам, како што нетранспарентно работите и непрофесионално работите поврзано со деновите, истото тоа се префрла и поврзано со платите на наставниците. Овие денови требаше да се изработуваат платите со зголемување од 3,4%, но вие не дадовте од Министерството за образование насока и дозвола да се подготвуваат повисоки плати за наставниците. Вие јавно овде ветивте, но наставниците ќе ја видат реалноста дека платата ќе биде иста како претходниот месец. За жал, но реално со помала вредност, бидејќи инфлацијата во државата која ја имаме е толку многу голема, што ни ова покачување не може да се земе во предвид. Ви благодарам многу.